Здраво, јас сум Силвана. А јас сум Илче. Ова е уште едно викенд издание на емисијата Пријатели. Како што гледате, ние се наоѓаме во градскиот парк во Битола. Да, времето станува се поладно и поладно, затоа искористете го секој момент. Подвојте време, излезете со вашиот миленик и поминете убави моменти заедно. Во оваа емисија ви подготвивме два интересни прилози, а нашите гости имаат повеќе од еден миленик во својот дом. Па следете не во наредните 30 на минути. To me. I despise, 'cause it means destruction of innocent lives. War means tears to thousands of mothers' lives when their sons go off to fight and lose their lives. I said war. Good God, y'all. What is it good for? Absolutely. Get sad again. To me. Wow. It ain't nothing but a heartbreak. Wow. Friend only to the undertaker. Oh, wow. This is enemy to all things. The thought of war blows my mind. War is causing rage within the younger generation. Induction, then destruction. Who wants to die? Oh, wow. Good God, y'all. What is it good for? Absolutely nothing. Said. Wow. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Listen to me. Wow. It ain't nothing but a heartbreaker. Wow. I got one friend, that's the undertaker. Огромна чест и задоволство ми е денес што се наоѓам во домот на Дијана, светски шампион во екстремна самоодбрана. Верувајте ми, то како се чувствувам безбедно. Дијана и низиното семејство се големи љубители на домашните миленици и токму затоа денес сме ние во нивниот дом. Здраво, Дијана, и ти благодарам што ја прифативте поканата денес да бидиме гости ние во вашиот дом. Здраво, и ти благодарам што си денешен гостин во мојот дом. Пред да зборуваме за домашните миленици, кажи ни како е чувството да се биде светски шампион во екстремна самоодбрана? Чувството е преубаво, значи да си прв во светот во нешто што си го работел цел живот, значи не е така едноставно. Значи јас веќе 25 години тренирам заедно со мојот татко во нашата академија, ма го трпнал секој ден, така да трудот се исплати на крај. Моментално во вашиот дом можеме да забележиме дека имате повеќе миленици. Кажи ни што поточно чувате. Да, во нашиот дом има некаде околу 7 миленичиња, значи Буба е главниот член во нашиот дом по миленичињата. Имаме 6 папагалчиња и едно морско прасе. Бидејќи имате повеќе миленици, кажи ни кој е најстаро во однос на стаж во вашето семејство. Најстара е Буба, значи таа е околу 9 години со нас. Папагалчината се некаде 2 години со нас, а морското прасе е најпресен член во фамилијата, таа е 12 со нас. Бидејќи Буба е најстара во вашето семејство, кажете ни дали е таа љубоморна? Буба, значи, случајно се најде во нашиот дом, значи не е расно куче. Мојот татко, одејќи по улица, најде еден колет со кучина, некаде околу 4-5 кучина беа во колетот, сите беа за жал мртви, само Буба беше жива и ние сме познати љубители на миленици, не ми га улога дали тоа ќе биде расно куче или куче од улица и си ја вдомивме пред 9 години, па сега си живее стекно со нас. Буба е во принцип љубоморна не само на останатите миленици, значи љубоморна на сите членови во фамилијата. Најомилено милениче е на татко ми, премногу се поврзани тие двата и да се доближи или да седне некој до татко ми е малку потешко ако е Буба тука во негова близина. Љубоморна е, да, доста е љубоморна на сите.
Диана, кажи ни дали Буба ве дружи за време на вашите тренинзи кои што ги имате со академијата? Да, Буба е секогаш со нас, значи без разлика дали тренингот го држуваме во паркот или во салата, Буба е секогаш присутна таму. Многу често знаев да не изненади, значи со мојата мајка да дојдат на тренинг и кога Буба ќе дојде во салата, тренингот се прекинува некаде за 5 минути додека се поздрави со сите членови на академијата, па после може да продолжиме со тренинг. Сите доста е прифатено, сите ја сакат без разлика на стари и млади. Како што ни кажа, ви имате 6 папагалчиња. Тоа е прилично многу за едно семејство, покрај другите миленици кои што ги имате. Па ајде кажи ни дали ги изедовте сите одеднаш или има некоја приказна за тоа како сите 6 се денес кај вас дома? Па не, како и за сите животни, значи така и за папагалчина да има приказна. Јас пред околу 3 години имав само една папагалче и за жал ми почина и беше доста тажно, затоа што сум премногу приврзана со животните, не ги гледам како животни, значи ги прифаќам како делови од моето семејство. И моите родители како мислам дека беше за некој празник, дали за новогодница, точно не се сеќавам, ми купија 2 папагалчина, Бово и Бела. Меѓутоа некако се осеќав ненаситно од животни, сакав уште повеќе ми биде повесел домот. После една година ги добив другите 2 папагалчина и некаде пред 2-3 месеци еден мој другар од академијата, затоа што е премногу зафатен со врски, ми се јави на телефон и вика: "Денес не можам да ги чувам, дали сакаш да ги вдомиш?" Јас реков: "Добро, слободно, донеси ги, не е проблем." Кафезо е навистина премногу голем, е рачна изработка од мојот татко и има место за сите и сега се веќе 6 папагалчина. Бидејќи се повеќе бројни, сигурно како што може да слушнеме прават многу врева, дали тоа ви пречи или веќе се навикнавте на тоа? Знаеш како најчесто се најгласни кога се бериме целата фамилија дома и кога треба да донесеме некоја важна одлука или некој важен разговор и тога се тие најгласни и или треба да се надвикуваме со нив или ќе го прекинеме разговор да се свират тие за да може да продолжиме ние. Меѓутоа, знаеш како мене ми прија нивната музика, нивното пеење мене ми прија и навистина ме смирва. Веќе сум навигната на нив. Морското прасенце е најновиот член во вашето семејство, како што ни кажа. Ајде раскажи ни ја неговата приказна. Да, Морското прасенце е најнов член. Таа е 2 месеци со нас, се вика Дебелка, јас му го дадов името, некако ме асоцираше на тоа име. И за неја има приказна како за сите животни, значи пред 3 месеци најдовме еженце во дворот на академијата и си го вдомивме нормално, меѓутоа ежето не знам поради која причина не опстана, со нас за жал почина и иначе Морското прасе е на мојот брат. Некако ни се поделени животните во папагалчината се мои, Морското прасе е негово, а Буба е на моите родители. Меѓутоа подеднако се грижиме сите за животните и кога почина ежето, брат ми беше така некако тажен, и реков: "Ајде сега ќе се знам", па се јавив во пријатели Каиле и му викам: "Дали имаш морско прасе?" "Да, рече имам." И го зедов дома и така се изненади баш кога дојде дома и гледа се ова мој или не е мој, баш беше доста изненаден од прасето дека тај него во собата и сега и тоа е член од семејството. Диана, раскажи ни некоја интересна случка која што се случила помеѓу вашите миленици. Секој ден е интересно со нас, мислам со Буба. Примети самата додека кога доаѓа нов член или нов пријател кој Буба не го познава, не е баш дружелюбива, има некој специфичен карактер и не се опушта одма со луѓето кои не ги познава. Не е агресивна, значи далеко од тоа, меѓутоа му треба време да ги запознае сите нови пријатели кои доаѓаат во нашиот дом. Во случај папагалите да ми избегат од кафето, затоа што не ги пуштам, затоа што се премногу и нема шанси да ги соберам. Во случај да избега некој од папагалите, Буба обавезно го брка, му рипа го брка за да го фати, не дека ќе му наштети, меѓутоа не знам, валја нешто му е интересно неја. И тоа е тоа, иначе Буба, например, ги проверува сите членови во фамилијата. Оди кај Морското прасе да провери дали е тука, поминува покрај папагалите, не и ки врати затворени во домот, значи кога ќе легнеме навечер да спиеме сите, станува, прве не проверува дали сме сите присутни во домот, па после таа легнува да спие. Баш интересно за неа. Добро долго време е пак со вас. Да, 9 години, да, веќе да, па јас веќе
сакам како член, значи не ја гледам како куќе, веќе си ја именувам и како моја сестричка затоа што спија со нас, има посебно ќебенче, посебна перница, значи нормално си ги прима сите редовни вакцини во текот на годината кои треба да ги прими и тоа е тоа за Буба, нешто така интересно. Да те навратам малку во детството. Кажи ми дали се сеќаваш кој е првиот миленик што си го имала? Па во принцип, знаеш како кога знам за себе во нашиот дом, секогаш имало милениче без разлика, значи сме чувале и зајачина, и мачина, и кучина, и папагали. Значи нашата куќа секогаш била со миленик. Првото милениче на кое се сеќавам јас беше доберман, значи мој татко го порачал од миш. Се викаше Блек, исто и тој можам да кажам беше исто како Буба, значи имаше посебно кревече, посебно перниче, некако сите животни ги разгалуваме кога се во нашиот дом. Блек живееше некаде 11 години со нас и после мој татко мораше да го подари на еден негов пријател. После тоа имав уште еден доберман, па мачина, папагали и така натаму. Дали има некој милениче кој досега не сте очувале, а сакате да го имате дома? Нешто специфично може би? Па верверичка, мајка ми обожавател на верверичка, досега не сме имале, значи меѓутоа таа е залюбена во верверички, да се надевам еден ден во животот дека и тоа ќе го чуваме, меѓутоа знаеш како преферирам да ги чувам домашните, значи да не чувам екзотични животни, затоа што мислам дека тие не може да ја пружат љубовта која што може да ја пружи едно куче или едно маче. И без, значи не ми смета дали кучето е од улица најдено или е расно. Буба не е расна, меѓутоа искрено да ви кажам, повеќе љубов дава дури од луѓето. Дијана, ти благодарам за тоа што беше гостин денес во нашата емисија, а нашите гледачи се надевам дека од овој прилог ќе извлечат поука дека во едно семејство можат да се чуваат и повеќе домашни миленици. Па да, јас се надевам дека ќе пренесаме на порака кон луѓето да ги вдомуваат кучињата и животните и да прекинат, навистина да прекинат да ги трујат животните, затоа што навистина е жално. Ниедно животно на улица не му наштетил на никој за ти да му го одземе животот. Значи, кога не си му го дал животот на некој, не му го одземе. Поарно вдоми го или подари го на некој, меѓутоа живот не одземај. Се надевам дека и вие уживавте во мојот дом со моите миленици. Големината на љубовта спрема животните се покажува на дело. Во наредниот прилог ќе разговараме со луѓе кои навистина ги сакаат животните. Со нас се Владимир и неговиот дедо Кире, а Владимир исто така и член на Сдруженијето за заштита на животни Мали херои. Добро ни дојдовте во емисијата. Благодарим. Како што веќе видовме, вие имате цела зоолошка градина во вашиот дом, па кажете ни што се чувате. Како што можете да видите, ние во нашиот дом имаме секаков вид на животни, од птици до зајак, до куче, маче, морско прасе, желчиња, риби, секаков вид. Ни направивте многу животинчиња, па на кој беше идејата толку многу животинчиња да станат дел од вашето семејство? Пред се, откако станав член на Сдруженијето, значи, за животни, Илче во тоа време ја отвараше продавницата Pet Shop за пријатели и со мојот дедо бевме двајцата во продавницата по храна, мислам. Ги видовме сите, бидејќи сме љубители, му предложив јас, тој се сложи да ги земиме и еве ги. Тоа беше пред 2 години. Инаку најпресен член ни е Дина, кучето, исто така и Желчето пред некое време го зедот. Тоа е, значи. Вие сте повозрасен, па сигурно сте имале претходно многу повеќе миленици. Дали се сеќавате на вашето прво милениче? Јас обично во нашата куќа сме чувале кучиња и мачки, така, обична раса. Последното пред да почине се викаше куче, се викаше Джери. И доживеа до доста длабока старост, како и ова сега што имам во дворот, не можете тоа да го снимите. 13,5 години, тоа беше некаде околу 14 години, и тоа се случи една случка кога бевме со внукот на Риби, едно езеро во едно село горе и се пуштија 2 кучина, го задавија.
и ми направија пробив на дебелото црево. И затоа сад би почина ми го десот ми на страница ми тоа немаше спаси. Инако обично постојано сме чували и кучина и мачки. Сега со внукот, така желба пројави тој, почнахме да купуваме и сосем други животни, како што гледате, секој вид на животни. Со еден збор, ние секогаш сме били любители на животинче. А колкав дел од денот му посветувате на секој од вашите миленичиња, бидејќи се многу, нели сигурно треба и повеќе време? Значи, секое животно најпрво сака љубов, собственикот да покаже, потоа сака време. А доколку немам собственикот време, поано да не зема, затоа што добарат доста време. И за хранење, и за внимание, за шетање, че самиот сум јас излезем скоро секој ден. Кучето посебно со мене. Доста време. Кучето е од расата Златен ретривер, па со оглед на тоа дека расата е прилично мирна, дали сте за тоа дека секое куче треба да носи маски при прошетките? Па не знам јас какви се другите кучиња поагресивните. За оваа раса знам дека агресија не покажува, никаква агресија. Премногу се мирни. Единствено маска може да му ставам за заштита да не касни нешто или бидејќи знаете се фрлат многу отрови во нашиот град. Влакното на овие кучиња бара многу одржување, па што се правите за да изгледа толку убаво? Дали му давате некакви витамини или слично? Витамините се преку храната. Најповеќе, значи од најубавата храна јади, Royal Canin. Редовно се чешла, се капи на секои 2 месеци. И тоа е за хигиена, да си природно си е чиста и убава. Лепатица. Морското прасе не одзема многу време за одгледување, исто така и за јачето, па дали тоа е пресудно што и тие се дел од вашето семејство? Нема што не одзема време во однос на одгледување. Ти обавезно треба барем на секој втор ден најмалку да се сменува подлогата, чисто да биде и така натаму, вода, храна исто така тие постојано. Јас обично му давам плюс храна, ужина, значи не ова обичната, нормалната храна што ја земаме од продавница, јас му додавам спаначе, салатки, морковчина, значи обавезно тоа му додавам. И кога ќе се приближувам, кога ќе дојде времето, тие обавезно осеќаат кога во толку сатот треба да му се даде и така. Дават сигнали. Сигнали дават. Како и на рибчината, само што ќе ме видат, знаат дека доаѓам да... Не познават сите. Сите познават. Со што се го храните мачето? Дали јаде домашна храна или му купувате специјална храна, бидејќи крзното му е навистина убаво? Мачето само исклучиво со... Мачката е нешто многу разгалено, значи во нашата фамилија, бидејќи не јади домашна храна многу слабо. Исклучиво апсолутно никако не е домашна храна. Исклучиво купечка храна и поради тоа му е крзното такво, како на лисица крзното му е. Елчето си нашло свое место во вашиот дом, па зошто се одлучивте и за ова милениче? Тоа беше моја идеја. Не знам, уште ми се чини дека уште тоа ми фалеше дома и се одлучив и тоа да го имам. Како што имавме можност да слушнеме, вие сте исто така љубители на птиците, имате и папагалче. Колку долго тоа е член на вашето семејство? Папагалчето, ова е женско, Тина. Инаку ова е четврто папагалче, бидејќи 3 претходни испративме веќе, починаа. 2 женски пред ова имавме, значи ова е третото и едно машко, Тино. Тоа беше... Тина, да. Тина кајва се традиционално име? Тино и Тина. Така за папагалчињата остана тоа име. А обично зајакот се вика Дина, а морското прасе Мина. Што е она што ви остави најголем впечаток од дружењето со вашите миленици? Дали има некоја на секојдневна случка која би сакале да ја споделите со нас? Со Лаки случајот. Ние бевме дел таа случка кога разбравме. Отидовме јас, внукот и ќерката моја, отидовме да го видиме на лице нешто кај што беше сместено. Јас може би е неблагодарно да се кажеме и тоа јас тогаш одмah понудив, дадов 2000 денари за да се однеси во Скопје на операција. Храна му носевме, папати му имавме однесено. Тогаш беше баш при крај кога требаше да се однеси во Скопје.
Меѓутоа, за жал, не се успеа со тоа куче. А инаку да напоменам уште дека мачката ни е стерилизирана и му препорачувам на сите љубители кои што имат навистина тоа да го практикуваат, заради тоа што вреди и заштитуваме. Има огромна промена во однос на мирна, сталожена, тивка, многу ефикасно нешто. Хормонално се смирува и нема обично таа точно типична е домашак. Постојано е дома. Само излегува надвор од време на време да се изврши потребите и одма се враќа назад. Еве, доаѓа сега. Дали досега сте имале проблеми со заболување на некои од вашите миленичиња и како се справувате со тие болести? Ние имавме во почетокот кога го зедовме морското праседното, после известно време, после една недела, реков ќе земам уште едно, и зедов уште едно морско прасе, тие само две беа во продавницата, и го зедов и следното. Меѓутоа по известно време тоа почина и моја предпоставка е дека му дадов спанање. Најверојатно тогаш беше на брзина храната, не го измив спанањето. И му го дадов така. И за 24 сати ми почина. А таа беше уште понапредна од ова. А инаку досега немаме никакви случаи, сите се гледани, здрави, лекарска контрола се, ние соработуваме со доктор Петар Чупона, Петар Чупона, се што има, редовна вакцина, редовно таблети за глисти, значи се што постои во заштита. Стручњак. Тој ни е најголемиот, јас го сметам за најголем стручњак, барем во Битола. Мачката тој ни ја стерилизира, ние соработуваме постојано со него. За крај што ќе им препорачате на сите оние кои што сакаат да одгледуваат миленици во нивните домови? Пред се љубов и време да имаат, ама љубов на прво место. Бидејќи животните тоа го барат, љубовта, вниманието што им го даваме ние, секојдневно, на сите. Кој што не сака, нема желба, подобро да не ги зема и да не ги малтретира и мачи. Ако навистина сакате да имате животни во куќата, навистина треба да се обрне големо внимание. Јас ги ставам на ниво како и децата. Значи, таква желба мора да постои. А ако не постои такво нешто, тогаш е залудно да се земаат и да се упропастуваат. Ви благодарим уште еднаш што бевте дел од емисијата Пријатели.
дојде крајот на оваа емисија на пријатели. За крај ќе ви кажеме повторно еден виц. Царот на животните Лавот им забранил на мечката и на зајакот да се дружат. Токму затоа мечката и зајакот се договорили да одат во кафеаната и да направат план против лавот. Лавот разбеснет влегол во кафаната, па мечката за да го спаси зајко го турнала во незиното крзно. Кога лавот ја запрашал мечката што има во незиното крзно, таа му одговорила: Носам слика од зајко. Бидете со нас и наредниот викенд. Чао, чао. Чао.